بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي الله الكريم محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Благодарност му припаѓа на возвишениот Allah subhanahu wa ta'ala, stvorителот на небесата и земјата. Салават и селам на нашиот пратеник салаллаху алейхи васелем, неговата фамилија, неговите асхаби и сите оние кои го следат и ќе го следат неговиот суннет до судниот ден. Понатаму, драги браќа, ние продолжуваме со најкорисните дерсови за верниците, а тоа е да стекнеме знаење што значи сведоштвото на верата ла илаха иллаллах Мухаммедун Расулуллах. И ние завршивме со првиот дел, објаснавме све што треба човекот да негират и што треба да афирмират. Стекневме знаење за тоа, све со докази, со ајети, со хадиси, со зборови од улемата и од асхабите. И сега сме во вториот дел Мухаммедун Расулуллах и кажавме претходниот дерс, дадовме некои докази дека суннетот на пратеникот салаллаху алейхи васелем или пак на суннетот на пратеникот салаллаху алейхи васелем се вклучуваат сите све што е врзано со верата и све што е корисно за животот на овој дуњалог. И кажавме неколку докази и после на крај мислам дека го кажавме и го прочитавме зборот на Ибн Кајим рахимахуллаху таала, што беше долг, така? И така беше. Читавме еден дел од зборот од Ибн Кајим рахимахуллаху таала во книгата И'ламул Муваққиин. И кажавме дека посланикот салаллаху алейхи васелем нима дојдено со сите добрини, све што е добро за ахиретот и све што е добро за овој дуњалог. И сега почнуваме со вториот дел, како што читавме, и кажеме дека Мухаммедун Расулуллах, исто зборот да сведочи дека дека Мухаммед салаллаху алейхи васелем е Аллахов пратеник, има две основи. Колку основи имат? Две. Кој е? Дека е роб на Allah subhanahu wa ta'ala и дека е пратеник на Allah subhanahu wa ta'ala. Со ова, дека е роб на Allah subhanahu wa ta'ala, се пренесвит од Абу Хурайра радијаллаху ta'ala во еден хадис. Веле дојде Џибрил кај пратеникот салаллаху алейхи васелем и седна покрај него. Додека беа така седнати, посланикот салаллаху алейхи васелем гледат на небо и гледат еден мелек што идет и слегвит за кај пратеникот салаллаху алейхи васелем. И тогаш му вели Џибрил алейхи селам: овој мелек од кога го има створено Allah subhanahu wa ta'ala, сега прв пат слегвит на земја. Вие знаете дека вахиот слегвеше кој? Со објавата? Џибрил алейхи селам. Добро, сега Џибрил беше слезен кај пратеникот салаллаху алейхи васелем. Зашто не слезе Џибрил алейхи селам со ова, него слезе друг мелек? Сега слегви друг мелек кај пратеникот салаллаху алейхи васелем, или да го кажам до крај хадисот, после ќе го сватите можда. Идет овој мелекот кај пратеникот салаллаху алейхи васелем и Џибрил беше седнат до него и му велит мелекот: ја Мухаммед, дали сакаш да бидиш цар и посланик или пак сакаш да си роб на Allah subhanahu wa ta'ala и посланик? И Џибрил алейхи селам му велит на пратеникот салаллаху алейхи васелем: тавадъ ли раббик, о Мухаммед, покажи се понижен пред Allah subhanahu
wa ta'ala. Znači mu davat nasihat. Džibril a.s. mu velit, pokaži se ponižen, modesta prema Allah subhanahu wa ta'ala. I toga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam odbra da je modest. Reče, sakam da budem rob na Allah subhanahu wa ta'ala i njegoviot pratenik sallallahu alaihi wa sallam. I сега, prašenjето je ono što беше prethodno. Zašto ne sleze Džibril sa ova poraka? Мадам што вие знаете дека објавата беше се објавата идеше Дžibril алейхиссалам кај пратеникот салаллаху алейхи ва саллем. Со било и со други, не само да велиме само со Куранот, него некогаш и хадисите, све што е врзано со пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, Дžibril идеше кај него. Освен на некој случај се дешаваше да слегви некој друг мелек, како овде на пример. Лесно бе насихат му даде Дžibril, така не слезе со ова порака Дžibril алейхиссалам за да му бидит оној што му дават насихат на пратеникот салаллаху алейхи ва саллем во оваа ситуација, да одберите оној што е подобро за пратеникот салаллаху алейхи ва саллем. Затоа оној што се понижви пред Allah subhanahu wa ta'ala, Allah само го креват уште повеќе. Тамам, ова е абдуху. И исто така абд, роб на Allah subhanahu wa ta'ala е со ова нас ни се кажвит да не го креваме пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, освен толку што Allah subhanahu wa ta'ala го имат кренато. Да не стигнеме на степен како христијаните што го обожаваe на Иса алейхиссалам и кажува дека е син на Allah subhanahu wa ta'ala, или пак некој друг вели дека тој е Allah, па затоа тој е абд, тој е роб на Allah subhanahu wa ta'ala, исто како нас другите, само што му идет објавата Расулуху, вториот основ, Расулуху, пратеник на Allah subhanahu wa ta'ala, што му идет објава, му слезет кај него објава од кај Allah subhanahu wa ta'ala, и тој треба да ја пренесвит таја објава, затоа што мушриците, вие знаете многу убаво дека мушриците мислеа дека посланикот треба да биде нешто друго, не треба да биде човек како ние. Затоа тие веле мали хадар расули јакулу таама ва јамши фил асвaqi. Зашто овој пратеник, што е со овој пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, што овој јадит како нас, пиет како нас и пешачи тој по пазар да купи за јадење, за пиење, како ние што имаме потреба за нашите потреби. Тие мисле дека тој треба да биде мелек. Allah subhanahu wa ta'ala што му велит: "Валау джаалнаху мелекен ладжаалнаху раджулан валалабасна алейхи ма јелбисун." Allah subhanahu wa ta'ala велит, ако беше мелек, ќе беше пак човек. Значи формата ќе земеше формата на човекот, затоа што да иде тој со негова форма, тој ки знае колку е голем, само нема место за него да иде на оваа земја. Замисли Дžibril алейхиссалам, вие знаете, кога му се појави на пратеникот салаллаху алейхи ва саллем во првите денови на објавата на небо, кога му се појави, колку беше голем? Целото небо го покри. Само Дžibril алейхиссалам, целото небо. Од исток до запад само Дžibril. Целиот. Кај се другите? Мисли, затоа веќе Allah, ако беше мелек, ќе слегвеше пак на формата на човекот. Затоа Дžibril алейхиссалам претежно или често му идеше на пратеникот салаллаху алейхи ва саллем на формата на еден од асхабите. Дихјатул келби, така се вика тој асхабот, на формата негова. Идеше кај пратеникот салаллаху алейхи ва саллем. Значи, овие се два основи на Мухаммедун Расулуллах. Ние пред да влегнеме во условите на Мухаммедун Расулуллах, ќе објаснам нешто. Allah subhanahu wa ta'ala има правено обавези за нас према пратеникот салаллаху алейхи ва саллем. Тој имаат неколку права и неколку
obavezi što nije trebi da gi ispunjavamo prema prateniku sallallahu alaihi wasallam. Prvo to je alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Prvo to je al-imanu bi annahu ballaga ar-risalata wa akmalaha. Prvo to je deka trebi da verujemo deka prateniku sallallahu alaihi wasallam ja prenesel porakata od Allah subhanahu wa ta'ala i ja ispunal. Që ja prenese i ja ispunal. Posle vtorot e el imanu, ovdje se pravata što imame, obavezite što imame prema prateniku sallallahu alaihi wasallam i to kažahme da ima nekoliko prava. Vtorot e el imanu bi ismetihi, da ne verujeme, trebi da verujeme deka prateniku sallallahu alaihi wasallam beše nepogrešljiv koga se zboruvat za vahjet i objavata prateniku sallallahu alaihi wasallam ne praveše greški i to beše sačuvan od Allah subhanahu wa ta'ala. Treto to je uđubu mahabbatihi, obavezan je da go sakame na prateniku sallallahu alaihi wasallam i to poveća od nas, našite familiji, našite deca, našето bogatstvo i така понатаму. Uđub ta'atihi wa luzum sunnetihi, obaveza imame da go počituvame ovaj pratjenik sallallahu alaihi wasallam i da se pridržava kon sunnetot njegov sallallahu alaihi wasallam. I peto to je da se počituva i da se proslavi ovaj pratjenik sallallahu alaihi wasallam. Сега ги кажеме овие се пет обавези што ги имаме према пратеникот салаллаху алейхи wasallam и ова се негови права што ние мора да ги исполнеме како верници. Првото ќе кажеме сега доказите за тоа. Кој беше првото? Дека ја пренесел и ја исполнил објавата. Велит Allah subhanahu wa ta'ala od dokazite اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Денес ви ја исполнив вашата вера и моите благодати према вас и задоволен сум исламот да е вашата вера. Зато велит ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي شهادة من الله تعالى لنبيه على تبليغه لما أرسله أتم تبليغ. Ова е сведочење од Allah subhanahu wa ta'ala за неговиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем дека тој ја пренесил објавата и пораката што Allah subhanahu wa ta'ala му направи обавеза на најисполната форма. ووجه الدلالة من الآية и доказот што се зембит од ајетот ولذلك أن الله أخبر أنه أكمل الدين وإنما كمل بما بلغه. Доказот што се зембит од овој ајет дека Allah subhanahu wa ta'ala ни кажвит нас дека тој ја исполнил верата, така? А со што се исполнит? Со што се исполнува ова вера? Со она што пратеникот салаллаху алейхи ва саллем ни го имат пренесено нас, зашто Allah subhanahu wa ta'ala него му наредил да ја пренеси ова вера. И ако не ја пренесвеше пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, таа немаше да стигне кај нас како што треба. Зато велит иди дин лем ю'раф илла битаблигhihi. Zato što верата не се има направено позната кај народот, освен со она што пратеникот салаллаху алейхи ва саллем ја пренесувал. После велит فعلم من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ جميع الدين الذي شرعه الله
li ibadihi, e od toa velit se doznavat posle, дека пратеникот салаллаху алейхи ва селлем ја пренесил целата вера, она што Аллах субханаху ва таала има направено закон за луѓето. Значи овој ајет е доказ дека пратеникот салаллаху алейхи ва селлем ја пренесил објавата. Исто така хадисот од Џабир ибн Абдилlah радијаллаху таала анхума велит посланикот салаллаху алейхи ва селлем: "Таракту фикум ма лен тадиллу ба'даху ин i'тасамтум бихи." Имам оставено кај вас нешто што ако цврсто се фатете за нив, немат никогаш да одите во заблуда. Велит посланикот салаллаху алейхи ва селлем: "Китаб Аллах, книгата од Аллах субханаху ва таала, Куранот, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun." И вие ќе бидете прашани за мене. Ќе бидеш прашан за пратеникот салаллаху алейхи ва селлем. Фама антум qailun. Велит пратеникот салаллаху алейхи ва селлем: што ќе кажете вие? Што велите вие за мене? Што велиме ние за пратеникот салаллаху алейхи ва селлем? Виде што велат асхабите. Велит: قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. Сведочиме дека ти ја пренесил објавата на Аллах субханаху ва таала и советуваше. Така сведочат асхабите на пратеникот салаллаху алейхи ва селлем. Тогаш посланикот салаллаху алейхи ва селлем окренал прстот на небо и направи ишарет за кај асхабите. Окренал прво на небо, после вака како јас према вас, и после посланикот салаллаху алейхи ва селлем велит: Аллахумма шхед, Аллахумма шхед, Аллахумма шхед. Овој хадис го пренесет имам Муслим рахимахуллаху таала. Посланикот салаллаху алейхи ва селлем велит: о Аллах сведочи, о Аллах сведочи, о Аллах сведочи. Зашто ние сам прво, асхабите прво тие сведоче дека пратеникот салаллаху алейхи ва селлем све имат пренесено од објавата, ништо немат скриено, зато немат потреба за новотари, за нешто да се ставит во верата. Зато посланикот салаллаху алейхи ва селлем кажавме ние другиот дерс, хадисот од Абу Дар, така, што го трансметираше, го пренесвеше имам Табарани рахимахуллаху таала. Велит посланикот салаллаху алейхи ва селлем: немат некое дело што ве доближвит до дженнетот и немат некое дело што ве оддалечит од оганот на џехеннемот, освен ви се имат објаснато. Немат ни едно дело. Зато веле учењаците, тоа што не било тогаш вера и денеска не може да биде вера. Исто се пренесет од Аиша радијаллаху таала анха. Овој хадис го пренесет имам Бухарија рахимахуллаху таала. Велит Аиша радијаллаху таала анха: "Мен хаддесака أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله فقد كذب." Оној што ти зборува дека пратеникот Мухамед салаллаху алейхи ва селлем има скриено нешто од она што Аллах субханаху ва таала има објавено, лажит. Зашто? Зашто Аллах субханаху ва таала велит: "Ја ејухар расулу баллиг ма унзила илейка мин раббик." О пратенику мој, пренеси све што ти се имат објавено од твојот господар. Зато све е пренесено на овој уммет, што е добро, што е лошо, што те доближи кај Аллах субханаху ва таала и што те оддалечви од Аллах субханаху ва таала.